Вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести на Сител во 9. Собранието на Македонија денеска ќе одржи 47-та, потоа и продолжение на 34-та седница. На дневен ред на 47-та седница се вкупно 12 точки. Пред пратениците на денешната пленарна седница е предлогот на законот за именување и дополнување на кривичниот законник, поднесен по скратена постапка од пратениците на Левица, кој предвидува удвојување на роковите за застарување на кривичните дела и воведување на незастарливост на кривични дела против службената должност. Исто така од Левица по скратена постапка поднесен и предлогот за закон за изменување на законот за финансирање на политичките партии. На 34-та седница пак треба да се гласа за повеќе точки кои претходно биле разгледани од пратениците на дневен ред. За дебатата се и предлог одлуката за именување на членови на Советот за Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и предлог закон за изменување и дополнување на законот за народен правобранител по скратена постапка. Останува неизвестна идината на Алијанса на албанците во владата и по вчерашната средба на Мицковски и Таравари, како што информираат од владата, таа поминала во конструктивен дух. Разговорите продолжуваат и во текот на месецов премиерот Мицковски на средбата ги потврдил претходно изнесените позиции и Таравари за Сител потврди дека имале конструктивен разговор кој треба да продолжи. Мицковски пред средбата изјави дека Алијанса има две опции. Арбен Таравари пак во Тетово изјави дека остануваат на одлуката донесена од претседателството на партијата. Политиката ние комуницираме долго време. Како човек имам позитивно мислење за господинот Таравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Тука нема флуидни варијанти. Или имаш, или немаш. Или држиш до зборот, или не држиш до зборот. Никого во животот не сум молил, нити па имам намера некого да молам. Со или без господинот Таравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство. Останува на него и на неговите сопартици да одлучат. Ке повторам. Дали ќе одиме заедно по патот на реформи, владење на право, борба за праведно општество, институции кои што ќе функционираат, или ќе се придружат и ќе коалицираат со оние политички сили кои што со години, би рекол неколку децении, ја криминализира и ја уништуваа државата. Изборот е нивен. Додјони, уне шо че влени сикур сервилосе да между куш мундоhet të jetë në qeveri. Në qoftë se është kusht ky, neve s'na pengon as pak hiç. Le të vazhdojnë, le të rrim, po duken keq prej përjashta dhe lejmë përshtypje shumë të keqe, për neve nuk ka asnjëfar problemi. Në qoftë se është ky kushti, me kënaqësi do ta pranojmë. Dëgjoni, në moment që do vendosim, ose kur kryesia e partisë vendose që të shkojë me PDI-n, as që kërkojmë në event qeveria, as që duam të jemi pjesë e qeverisë, po tash për tash, kryesia e Qendrore ka vetëm një vendin, se dalim me listat tona të veçanta për këshilltar komunal. Организација на Катедрата за македонски јазик и Катедрата за македонска книжевност и култура на Филолошкиот факултет Блаже Коневски при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денеска и утре ќе се одржи меѓународна научна конференција Македонскиот јазик 80 години од кодификацијата. Инаку Македонија во текот на вчерашниот ден со низа активности настани одбележа токму 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Најмокните пропаганди се тие кои одираат по идентитетските обележја. И неретко, ние како народ сме ги имале таквите удари. А болката е поголема кога тие доаѓаат од домашните луѓе, кои ваму или таму, поради разноразни лични или лукративни интереси, ќе оспорат или невнимателно ќе внесат сомнеш ко некоја историска вистина која нас не потврдува како народ и нација. Јазикот е нашиот беден и неспорен идентитет. Јас како премиер, председател на владата, нема да отстапам од нашето цивилизацијско право да говориме на македонски, да се представувам на македонски,
да се радуваме, тагуваме и да пееме на нашиот многувековен, ќе повторам, многувековен македонски јазик. Ребаланс на буџетот ќе има пред да бидат распишани локалните избори. Од владата се задоволни од економските резултати, очекуваат новите инвестиции да помогнат во надминување на проекциите. Прво ребаланс на буџетот па распишување на избори. Владата најави прераспределба на парите крајот на јуни, почетокот на јули, поради општинските проекти кои треба да се реализираат со унгарскиот кредит. Станува збор за 245 милиони евра наменети за капитални инвестиции, за кои аплицирале сите 80 општини. За да можат да ги користат овие пари, ќе треба да се направи пренамена до јули и веднаш потоа ќе се распишат локалните избори. Логично е да има прераспределба во месецот кој што следи, поради импликацијата врз буџетските средства како резултат на проектите кои што ги поднесоа општините за финансирање од овој втор повик. Сепак се 15 милиарди денари. Зборувам основни буџетски средства, на тоа имаме и кофинансирање кое што вкупно вели 16 милиарди денари. Логично е за да се помине на ваква прераспределба, за да може потоа општините направат ребаланс во своите буџети, за да може потоа да распишат тендер, за да може да изберат изведувачи и да може да тргне реализацијата. Премиерот е задоволен од постигнатите бројки во првиот квартал годинава. Индустриското производство расте, инфлацијата стивнува. Се чека влез на нови странски инвестиции, кои ќе го подигнат растот и ќе ги надминат проекциите за БДП кои ги даваат меѓународните институции. Мицкоски денеска најави влез на 3 нови инвестиции, од кои 2 се во Штип, една во Скопје, како и проширување на постоечка компанија лоцирана во Штип. Најавивме нова инвестиција која што ќе се случи за 10 до 12 дена од денеска, неколку десетици милиони евра и повеќе од 200 вработени. Целосно ќе биде производството наменето за извоз на бела техника. Тука во Штип инвестициите за сега не би ги кажувал, но се надвор од, не се дел од, 2 од 3 не се дел од автомобилската индустрија, а третата е нормално дел од автомобилската индустрија и е проширување на постоечките. Премиерот вети дека почетокот на јули ќе се реализира и најавената инвестиција од половина милиарда евра од инвестицискиот фонд Алказар Енерджи. Ќе градат ветерен парк помеѓу Карбенци, Штип и Радовиш, а произведената електрична енергија ќе задоволува 1/4 од потребите за домаќинствата. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. По продолжение следуваат вестите